Некои никогаш, некои порано или подоцна, а Марија Ристова од Радовиш кучињата ги сака од секогаш и за секогаш. Ова го почествувала уште од најмала возраст, а сега на 26 години таа е зрел обожавател на шарпланинците, автоктона и светски позната раса на кучиња. Љубовта од кучињата кај мене е присутна уште од кога знам за себе. Првите шарпланинци се сеќавам дека ги имавме уште од најмала возраст. Околу 2-3 години сум била сигурно. Татко ми имаше кучка шарпланинка, која што подоцна си имаше мали шарпланинчиња и јас и моите сестри ги чувавме, буквално пораснавме играјќи си со нив. Многу години подоцна Марија Ристова се стекнува со звањето дипломиран правник, а наскоро и титулата магистер. Со што, конечно, и се отвора можност големата желба да ја претвори во реалност. Пресутно беше, имавме веќе пододам на шарпланинец мажјак, кој што беше исто прекрасен примерок на оваа раса. За жал лани тој не напушти и решив да му земам пар, женка, која што, нели, подоцна би имале за нас мали, но видов дека расата е доста побарувана кај нас, како и внатре во Македонија, па и надвор. И решивме да ги упариме, да ги спариме, но за тоа потребно беше да биде кучето одобрено од судија, да биде исправно, да биде пред се исправно кучето генетски, да биде во типот на расата и да биде во она што е препорачливо за стандардот на расата шарпланинец. Како такво, кучето моравме да го однесеме на изложба, за која што ние не бевме толку запознаени во тој период, но подоцна, нели, со текот на времето, учеш некои нови работи и нашето куче се стекна со оценка, дозвола за пари. И имавме легло, мали шарпланинчиња кои што многу брзо си го пронајдува својот дом. Одгледувањето и љубовта се едно, но Марија отиде уште подалеку и од своите миленици прави шампиони во нивната категорија. Првиот трофеј дојде со земањето на нова женка, нова генетска линија кај нас во одгледувачницата и многу набрзо, таа беше само неколку месеца, 3-4 месеца, кога првиот пат се појави како бејби категорија и зема бејби бис на изложбата, се сеќавам во Прилеп. Тоа ми беше прв трофеј и прво признание дека кај мене вистина постои нешто што е, нели, убав примерок за оваа раса шарпланинец. По многу труд, многу работа, многу улагање, многу залагање и вложување на нас самите пред се, како и финансиски, така и физички во целата оваа работа. Дојдеа и другите резултати, многу трофеи, понатаму медали и за крај сега како круна на ова имаме шампиони, тоа две женки шампионки во одгледувачницата Mountain Ice Kennel, од која што една е гранд шампион на Македонија, а другата е млад шампион на Македонија. Оваа љубов и успеси бараат и време кое таа со страст им го подарува на своите миленици. Да бидам искрена, јас сама не ги одгледувам, моите родители и мојата фамилија како такви ми помагаат. Се договараме кој колку може да посвети, ама главно 3-4 часа од денот се дефинитивно посветени на нив. Да, дали ти представува тешкотијата? Не воопшто, напротив, мене ми е задоволство. Досега Марија одгледала многу шарпланинци. Кој од нив и е посебен и зошто? Не би можела да издвојам ни еден, сите ми се еднакво мили, сите еднакво ги сакам, но ако би морала да издвојам еден шарпланинец, тоа е првата женка која што си ја купив јас со своји пари и се уште е присутна кај нас во одгледувачницата, тоа е кучката Дора, на која што со која што го почнав целата оваа моја замисла да ја остварувам и сум ми бескрајно благодарна. Прекрасно куче. Меѓу сите прашања, веројатно одговорот треба да се знае и на тоа, зошто токму шарпланинци? Сметам дека шарпланинците се раса која што е потценета. Сметам дека е раса која што треба доправа да се распространува низ светот, општо не само во Македонија. Е верна раса, лојална, автохтона за оваа држава. Зошто да не? Нашата раса се третира како екзотична раса во сите други држави кои што не се од Балканот. Посебно во Америка, каде што имам продадено над 10 кутриња,
И луѓето од таму ја препознаваат оваа раса како некоја лојална, вистинска раса, дури многу ја споредуваат со златниот ретривер, кој што е фамилиарно куче. Шорпланинецот и како е фамилиарно куче, се врзува само за еден човек, но ја поштува и сака фамилијата на истиот тој човек. И како такви мислам дека се прекрасни миленици и одлични кучиња. Марија Ристова е единствената жена регистрирана во Македонија како професионален одгледувач на кучиња. Што тоа значи за неа? Мене ми е искрено се исто. Јас не се осеќам нешто посебно од другите колеги кои што со години улагаат и работат за оваа раса. Секогаш сум била исто третирана и мислам дека не постои простор за разлика. Добро, спомнана неколку пати купци од Америка. Ги има само од Америка или и од други меридијани? Па, моментално имам најмногу кутриња продадено во Америка, но буквално сега пред неколку часа имавме и купци од Бразил, кои што се доста заинтересирани за оваа раса и допрва треба да се слушне, нели, и таму и тие простори. Имаме купци од Швајцарија, Франција, во Италија имам кутре исто продадено и се надевам дека ќе имаме уште во многу различни држави. Еден ден, кога можеби животот ќе ги пренасочи приоритетите, а Марија кучињата професионално нема да ги одгледува, таа тврди дека еден добар шарпланинец покрај неа ќе има секогаш. За заработката кај нас е малку потешко, безмалку незамисливо. Се разбира ако правиш секако што треба. Тоа подразбира редовна вакцинација, уште од најмала возраст, прочистување од паразити, одржување во сезоната на крлежи и болви.